Демократијата бара трпение и издржливост. Незината срж е во правото на избор, а тоа најчесто се ефектуира низ разгледување на политичката понуда, но и врз елоквенцијата и статусот на потенцијалните кандидати за незини представници во институциите. Ние сме огнот што ќе ја осветли темнината, разнајте. Ние сме бурата што ќе ја уништи неправдата и ќе донеси просперитет. Ние сме огнот што ќе го изгори секој ваш очај. Сега мора да одлучиме дали ќе се удавиме во темнина на очајот или ќе изгрееме ко сонцето на надежта. Веројатно на останатите им е криво што не негуваат ваков дух, па од немајкаде. Не за да се спротистават, туку колку да најдат забелешка за длабочината на проткаените мисли. Собирани зборови патуваат критика за невообичаениот настап. По прав македонец, патриот, не треба да чита, него тоа да го зборува со неговото срце. Тоа што го цени го чита, го напишал некој друг. Инаку дискусијата е сериозна и мора да се внимава на речникот кој се користи. Сепак станува збор за луѓе кои имаат за цел да го предводат македонскиот Ерусалим. И тие добро и без да читаат треба да знаат што е рамнотежа, а што нерамнотежа. Вие во Охрид градите во град во кој што се иселуваат граѓаните. Кои се луѓето што вие ќе ги вметните да живеат во тие згради? Зошто вие вршите етнички ребаланс на Охрид? Но понекогаш миграцијата може да придонесе за будење на интегритетот и за развој на рецензентската мисла. Па ако се очекувало како патриотски акт таа да биде на секој начин спречувана, изненадувачки се стимулира. Нема да ги спречиме да се исолува од Охрид, нека појдат стран своите ко мене, нека поработат таму, па кога ќе се врата овде ќе бида жестоки поборници против корупцијата од ваквите ко овие до мене. Бидејќи сепак се работи за локални избори, а не за национална кампања. Пригодно е да се потсети дека темите се сепак понепосредни и директно ги засегаат жителите на градот, но и гостите кои сакаат да го посетат. Го гасат луѓе светлото на нашата иднина. Да знаете, баравме сонце, искра не видовме. И сега станете луѓе, станете македонци против овие. Вашиот одговор каде има врската со плажите во Охрид? Ова е се поврзано со Македонија и со плажите. И на крајот, кога се сведува само на отсуство на каква била амбиција и идеја, освен на веќе видената изведба од истиот карактер. Да клаеме знаменце вака луѓе, да знаеме кој представува кого. Вака луѓе, јас и да умрам, да знаете нека живее мојата македонска нација. Демократијата е манџа во која се ставаат најразлични продукти и требаат и зачини, ама само додека не се покаже дека со некој не се дава нов квалитет, туку само и го расипува вкусот.